I znaš što ne razpravljeno, dok je pozornika da mi tebe 20 kakega kuće, 20 dana, gdje je ovo baš preko ove djeci, znaš ovo ja. I Hrvatske, trgovac, znaš, ne si sretna koga, i mu se jaje, rekao, ti ko poznaš, ne liče da si mu digam ja na čukovstvo. Kude tu? Bila hvatila po kraju zaliva. A сега беше годинава, мината година е само година, в септември беше година. Той не жена за италианка, да си на Мерцедес в Италия, къде била. Това е къде аз? Да. Ова е 52 година снимкаме. Ja, 52-53, така е. Ова е РТС што ја издаде. Една песна ја пеам, многу пеачи има овде, ка се закупува. Са види. Зошто са решение? Како се вика ова? Ова е Влаинка, како се вика? Марија? Не знам, научари носи. Марија Чибарич? Не. Не е Чибарич. Влаинка да имаше со ова. Не ми текна мене. Не знам, не. Цвета ли беше, кој знае? Ево да те видаме на штели. Ljupčo, sad ti za ovije omotive, kako će ti treba ti da sparaziš? Jadnici gosti od cel svet, Balkanac ovde. Има голем број на млади и мислевме дека е добро да остане некој траг, некој документ за сите нив, а и за нас, а и за стотици генерации што доаѓаат после нас, за Ацо Сариевски, онака како што они не го знаат. Они го знаат од сцената, они го знаат од вина, а не знаат што е тоа што се случува во гардеробите, што е тоа што се случува до самата сцена, што е тоа што се случува на кафе Сокче Муабит. И ние самите не знаеме доволно. И мислевме дека е добро да остане така на една касета, на едно ново медиумско средство, да остане нешто за што ќе можеме да им кажуваме на луѓето и за што најдобро ќе може изворно самите од тебе да чујат, да научат. Уосталом, и историјата на нашиот народ е, така да кажам, градена и од тебе. И добро е да е вака во првите чекори на македонската држава и да остане и ова. Преку тебе се вградени стотици години наназад и ред е да се дознае и она што е секојдневие, а особено она што било посебно интересно, важно, значајно и така. Па и мислевме да така, Да. Кафе Сокче Муабет. Ова иницијатива ваша е, мислам, јас лично како човек независно од мојата професија, ја поздравувам и не можам да најдам дури зборови што би рекол демек во смисла на ова што рековте дека заедницата настојува, мислам КПЦ, ако така се вика се пак, нели? Да. Настојува за да ги овековечи работите. Ние сме луѓе кои сме вака малку сега да го кажеме привремено тука и ќе си одиме, така се вели. Нештото што ќе остане, тоа треба да каже. Ова е за да се докажуваме ние како народ, како нација. За жал, како што не признава, треба да си го меним името за да се викаме не знам како. Тоа ќе докаже, ќе биде доказ дека не постоиме ние случајно сега или пред 50 години, постоиме ние со векови. Сакали или не, историјата ќе си го каже своето, мислам. И ова вашава намера што сте го почнале да го правите е не за поздравување, за прифаќање и за ангажирање на сите фактори кои можат да придонесат по смисол и на материјалната база, да можете вие без материјална база не може да правиш вакви работи, мислам. Се тоа чини пари, не сум најпаметен јас што го велам ова, не го кажувам за да го кажам само.
Го кажувам нешто што го чувствувам и што се проверува проткаено е со се само немаме, не можеме култура да правиме без пари, да се налажеме ич. Ништо не можеме без пари да правиме. И сега кога ќе говориме во моментална ситуација, па велиме дека маркетингот е важен. Да успееме на тој план економијата, политиката самата по себе таа ќе се формира, ќе си дојде и така натаму. Према тоа, за да ние некому докажеме нешто дека е ова вредно, дека синоќа гледав зашто лагните ова пештера што вчера ја дава од кај Македонски брод. Јас не знам каде е тоа точно, многу убаво беше дадено и професор го изнесуваше тоа нешто, тоа е богатство, значи што треба да се негува и да го ние да одиме да го видиме луѓето и така натаму, да му даеш важност и значи од сите страни мислам дека да го искажам уште еднаш својата задоволство, го повторувам, често го повторив во овој наш разговор во почетоков сега, не замерете ми, јас сум возбуден, во смисла на позитивно сум возбуден, не сум возбуден да ме фаќа трема, затоа што се прави нешто што ќе ми биде драго да го видам, а и тој што ќе го види и што ќе го слуша нештото, да биде задоволен од тоа што сме го направиле, што го правите вие, за да може да ви се одаде и вас признание за вашиот ангажман и силниот ангажман што го правите околу овие работи. Само така ќе можеме, мислам, да екзистираме и да си го оправдаме своето нешто што го работиме за оно што сме ангажирани, мислам што сте вие конкретно ангажирани како заедница. Јас го слушам тоа и од други, дека вие сте едно мало тело, али вредно. Да. Јас не го кажувам сега на памет, јас сум го чул од овие од оние, тоа значи дека не е случајно и радува фактот дека е вистина тоа. Нешто дојдовте вие кај мене, ве сте били кај вас, кај и кај други. Значи тоа е тенденцијата да се направи една општа збирка и да се манифестира нештото што ние, ете тие народни пејачи, естрадни работници, уметници порано и така натаму, сме го сториле спроти своите можности, спроти своите таленти, спроти своите можности за искажување на тоа што сме го совладале и што сме го прибирале од нашите постари луѓе. Јас песните сум ги учел од наши стари, мислам, пејачи, раскажувачи и така натаму. Порано немавме ние нагледно средство како што се телевизијата или касетофони, радија и така натаму. Галичник, да речеме конкретно, кога сум роден јас, на времето идем донесе грамофон, како деца паметам да го кажам, и тоа е една анегдота, вако нема беа на печалба во Египет, нашите гравитираа таму, во Каиро и Александрија, и тој Тајче Поповски, како сега паметам донесе грамофон, и ние деца трче да слушаме, ние вика човечињата натре се пикнати. Деца ми е што предшколска возраст. Па сакам да кажам дека сега веќе ме радува фактот ми надвор од ова правихме разговор за Баландово, за нови пејачи плејада од која може да се издиференцира и да се направи ако имаме 100 да имаме 10. Може би ова малку и претерано што смалувам таков број, ама 10 да бидат вредни, значи ние сме добили многу. За разлика од порано што рековме, ние заостанавме во тоа стварање на нова песна. Се обидовме ние, јас ќе ви презентирам вас лично некои работи што покојниот сега веќе не е меѓу нас, еден измореден инструменталист, хармоникаш Кочо Петровски направи некои мелодии, а тука и онче нешто јас, нешто Васка направи, мислам, од песни и презентиравме, меѓутоа не можеа да дојдат на видео тие затоа што Радио Скопје имаше ембарго тоа да се пушти нова компонирана песна, е така создадена во Народен дух. И снимавме за РТВ, бидејќи неавме ние тој куќа како сега што е продукцијата на Македонската радиотелевизија. Значи ќе излезеше плоча, ево да речеме, овде ќе ви покажам некои од овие што ги имаме. Баш јас и Васка овде, ево овде ке пееме. Ево има ова се сега тука композиции. Да речеме собрале ми се сватови. Е мелодијата на Васка Илиева, едноставна е, убава, приемчива, вие ја знаете сигурно текстот на Јонче Христовски.
Две срца се денес разделуваат, да речеме, Васка Илиева и Онче Христовски. Дејчиња, Гугугутчиња, Кочо Петровски, Онче Христовски и што не спиеш лично моме, Сариевски и Христовски. Како пример се ја земев ова меѓу првите од тие што ги снимавме за радиотелевизија Белград, зашто таму има фабрика за плочи. И ова е плоча заправо со 4 наслова. Овде се веќе народни. Абер дојде донке. Абер дојде донке. Што свират веќе на големо овија Леп и сол. Добија популарност со таа и млади години, бидејќи сум чорбаџија со години, па си спомням често пати годините се една баба до вечер и Зајко Кокорајко и така натаму. Тоа е единствена, ја водиме како создадена песна од покојниот Чичко Тодор Бошков на Васка Илиева, татко и тој свиреше на гајде и симпатично пееше и така натаму. Тоа е едно меѓу првите. Ова е... Знаеш, што би предложил ја? Ја. Јас би предложил да се вратиме во историјата, затоа што секоја култура и образование си има свој корени, нели? И ако барем некакво богатство во Македонија, ќе кажуваме дека богатството на Македонија е Сариевски, би било убаво да чуеме управо за тоа, за тој период на Галичник. Ние стално слушаме за Галичник, дека од таму, нели, тешкото, дека од таму потекнуваат тие светски богатства и така. Па, така, малку да ни кажеш околу тој период пред 4-5 децении. Јасно и 6 речи. Така, да, нели, условите таму кои биле, како биле, дали е то самото поднебје Галичник, дали се то социјалните услови таму, дали е то фамилијарно, дали е то наследно, дали е то кај тебе само и така. Така, нешто околу... Па, во право си, Мирко. Твоите размислување околу тие првите, најстарите почетоци. Галичник е село на надморска височина од 1350 метра прво и е орлово гнездо, за разлика од други села кои се малку попитами во смисла на зеленило и така натаму, конкретно за селото. И према оноа што сум слушал и што на времето една книга издаде Ристо Бужаровски со прашање тебе, мене, постарите да ги праша што било, од кај дошол, од кај потекнува Галичник и така натаму, луѓето од кај се дојдени. Бегале од качаците, од арамиите и се доселиле на место кај што ретко можело дрво да видиш, затоа што да го забележи дека некој си доаѓа во селото. Иначе Галичник по податоците што постојат пред војната, непосредно околу 4000 жители беше купно кога ќе собереш. Сега ќе кажеме кај се движел тој свет и околу 850 куќи. И тоа како што знаете, вие гледате овде на ова, имаме една да речеме оваа плоча која што дава еден мал пресек, јас ќе ви покажам после и самото село Галичник што е снимано пред едно 4 и повеќе децени, 5 имаме. Луѓето од Галичник главно се занимавале со сточарство и еден добар дел печалбари. Како што преска во началото правивме разговор, нашите гравитирале во Бугарија, во Грција, во дури до ова Египет. Исто така нешто и во Романија, колку што се знае, а малку имаме свет наш конкретно од Галичник и Галичко, зашто кога ќе речам Галичник и Галичко да се свати дека веројатно дека Галичник било најголемо село од сите тие наши села тамо во тој дел на Западна Македонија и било прогласено за средско место со седиште во Ростуше. Од причина што Ростуше, до Ростуше се могло да се дојде зимно време, али во Галичник од Маврово преку Бистра не могло никако да се дојде, големи снегови, навеви и така натаму. И долу покрај Свети Јован Бигорски и така натаму, ипак, сепак можело да се стаса во таму и стоеше еден наслов Галичник, срез Галички со седиште во бивша Југославија, со седиште во Ростуше, значи. Тие села биле под Галичник, кој се рече Галичник и Галичко.
по се распореди, се каже Лазарополе, Тресонче, Гари, Селце, Росоки и други мали места, и Јанче тука што е, Ростуше и така натаму, Битуше, Велебардо, тие она Битуше, знаеш како под Крчином дека е многу убаво едно. Баш сега правева со мене тебе портрет во крајот на август, па бевме и тие места ги посетивме таму. Да се вратиме сега на самиот Галичник. И на твоето семејство таму. Јас сум роден пред 7 децении речи. Јас затоа реков преска, не е само да се каже, чорбаџија со години, барем ако не си со пари многу да си чорбаџи со години и тоа е добро. Потекнувам од печалбарско, па и речи, да го речеме и сиромашно семејство. Главно, реков, било печалбарството за дотур на нештата што требало да се има преку зимата, кога не можело да се оди до гостива или до Дебар, за да се снабдат луѓето со разни нови прехранбени артикли и така натаму. Така да, негде од септември па до мај селото било снабдено со сите нужни, секој семејство, од дрво па натаму. Тоа е карактеристика што имаше 7-8 бакалничиња. Така да секој мало на некој начин имаше бакалница и во најкритичното такво можеше да се дојде и дури до портокал и лимун. Било како да е, зашто на времето, барем од старо е останато, вие сте млади деца уште, кој ќе рече да му однесеш на еден бурен портокал или лимун, тоа си му однел нешто што е најдеме кога да го почестиш. Да кажам дека ете потекнувајќи од овакво семејство, нешто е нескромно да се каже, меѓутоа е факт, чињеница што викаат. Јас сум пеел од мали нозе. Така почнавме сите сега да велиме, од мали нозе пеам, од 3 години, 5 години, навистина е така. Песните, дали сите се, сакам да кажам и тоа, создадени, што ги пеам јас, на дијалект галички или од галичко, не би рекол дека се сите таму створени, создадени, има песни што се донесени, али адаптирани на... Има и такви. Нашите печалбари кои оделе по сивови краишта по овој дел на Македонија и така натаму, ги донесувале дома сточарите наши, да речеме, главното пребивалиште било од Градско па до Солунско поле. Овците зимно време таму биле. Така да, за да се патува од Галичник со овците, не секој седи товари в камион и да ги носи, него оди од нива до нива, спија тоа, да цел месец ќе помине дека да стасаат и повеќе можеби. И тие имале тјар, тие нивите што ги давале, зашто овците тука лежат, значи корисно е за домаќинот, а и овие имале корист да преспијат и да продолжат пат и натаму. Сакам да кажам дека да се вратам на песните. Слушајќи, мајка ми беше вака, не знам како песнопоец, ама пристојно ги знаеше работите и оние стари што велиме, треба да се вратиме на таа вистина што е која го прикажува печалбарскиот живот главно, сточарите ќе појдат зимоска, напролет ќе се вратат. Ама печалбарот може да појде, да се врати, ќе за година, 2-3, а може и да се не врати. Релативно, ќе се разболе, како и секој човек, и го нема и така натаму. И тоа било присетно, така да песните се создавани врз база на, по мене, доживувањата на самото место, на живење, и јас сум ги слушал и ме носеле негде на свадби, зашто вие сте чуле тоа, КПЗ е информисано и повеќе од многу нешта, дека во Галичник особено, барем така се вели, и постои и книга, јас може да ја покажам, имам тука земено, имало дури и до 30 свадби. Единствен ден за свадби, Петровден само, во Галичник. Тогај ја у тебе, ти у мене, така било одењето. И Галичник е село, можеби, најмалку што има дојдено челјаде, што викаат босанците, од друго место. Мал процент, ако имаме индекс 100, можеби 5, ево и 10 да речеме процента, не знам дали има,
да се донесе од тука се тоа земање давање. Свадбите траеле по 7 дена. Тоа е една традиција, таква е, нормално. Готвење на таа колиба за да дојдат тампаните и зурлите. Се му давало тоа еден свечен тако. И самиот ден Петровден бил ден кога, независно кој, дали е петок, дали е четврток, како што викаме постон басном, тога се правила свадбата со месо, со сето што е нужно и пиење, јадење и така натаму богато, колку што се могло, зависи од индивидуата, зависи од семејството колку могло да дали. Велам дека имало по 40 зурли и 60 улица тапани. Замисли тоа какво буџе. Тоа све од Галичник. Во Галичник тоа, Петровден. За да кажеме дека Галичник Петровден, а па Лазарополе е Илинден. А Гари Света Богородица, 28 август. Точно се знаело селата кога има. Така да, по мое, па јас си заклучувам дека и порано, за да можат, дури ако има некоја роднина во Лазарополе, да може да појде на свадба. Иначе ако биде во истиот Петровден да се прави во секаде, луѓето нашле тоа да можат да бидат присутни во одредени услови и денови, за да може да се почестат во таа смисла како семејство, како роднина и така натаму. И да се вратам на самите песни. Тоа значи дека целиот Галичник, Лазаропол и околината всушност била во песна Јоро. Да, да. И да кажам дека галичани се и песнопојци и играорци, али лазаровци се по-играорци, особено играорци. Тоа е факт, тоа можете ми замерат мене галичаните, али тоа е така. Мислам, треба честно да се каже, овие биле повеќе по трговија, по такво галичаните, нали, на времето сега има трагови од тие складови што правеле кашкавали, сирења и така натаму, не правеле лазаровци исто, али не во таа мера, демек, овие повеќе биле по тоа да се трговијата да брака. Има едно раскажување кој ќе слушаш од постари луѓе како, кога, што. Тоа е кажано и јас како веќе скокам од овде и се враќам, ама има причина за тоа. Пеејќи песни од тоа време, што се пеева по свадби, ќе ме однеселе, ќе испеам песни, ќе заспие дете, ќе тоа да се дома, ќе да вратат и така. И за да го потврдам ова, јас на мојот репертуар главно имав рубато песни, така се вели музички, широки на репертуарот. Негде до 53-4 година. Воглавном беа лабреве, да речеме, како да ги луди години такви, или да речеме Абре невесте и така натаму, или Пукна ми пушка под сео, оздола и ветлене млад стојан и така натаму. Или Абре невесте око калеши и така натаму. И море такви. Или да речеме по ново време после ја научив овде, не беше таа присетна кај нас, Абре дојде едно што почнавме преска, пееме и други пејачи. Јас се прифатив, мене ми се допаѓаше како таква. И други песни јас може и да ви пуштам на... А што е тоа период како дете кога си пеел по свадби и како то после тоа додека доаѓаш до сцената? Што се случајни? Као случајни, да. Дека го скарпаш човек до секоја поза. Сигурно. Добро, ти ќе направиш едно што е статична, исклучна и така натаму. Исклучна река. Сакав, Рацо, да те прашам, што е таа главната причина што реши да твојот живот се исцело посвети на... Па види, тука има неколку причини. И како тоа полека вака течеш? Растеше делека. Да. Па се работи за ова, јас една мала, тоа си е и анегдотен, своеврсен и друг пат сум ја кажали овие интервјуа која правим со радио и во нашите дневни вестници и во екран и така натаму, станува збор, нашиот човек, секој човек која слуша песна, пее дете, па предвидува што како ќе биде. И нешто оно вели, оваа дете ќе биде пејач, по оној дијалект наш галички.
И сакаш ли, за моја среќа, јас не само песната што ја сакав, што таа ми донесе толку пријатни, безбели моменти и доживувања и нешто што не може, освен се како што го снимаме ова, да имало на времето да не снимаат сукцесивно, па да имаш да правиш сега ретроспектива. Затоа велам преска во овој разговор дека оваа иницијатива вие што ја правите, не можам да најдам зборови за во најпозитивна смисла. Ја на прашање мислам вико не го прости, ама само вие можете моментално да дадете одговор. Зошто песмата од Горна река и од Западна Македонија комплетно посејена не е тажна, ама е сетна? Сетна. Затоа што е присатно од саството на луѓето од тие краишта го прави своето. Нема тага внатре, ама сета има. Тоа е најважното во песната, во стушност. Нема зашто да има песни кои што имаат и таква содржина, тажна да речеме, одредени, пак е причина нешто. Меѓутоа сетата е присатна затоа што еве го напечал го отишол. Го нема. Ја ќе дојде писмо, ја нема да дојде уопште и така натаму. Јас прескаков реков, не случајно реков, сточарите оделе. И од нив можело да се случи некој тамо да испушти душа, што вели мене Нашински во Солунско поле и Солунско тамо и така натаму, меѓутоа постои начин дека и сигурност дека на пролет здраве ќе си дојдат. А Печалбров кој ќе отишол, некаде таа сета е присатна и таа носталгија, да речеме, за крајот овој што отиде, а ова сетава е присатна во семејството и во сите негови роднини и пријатели. И затоа кога биле свадбите, се случувало да се бакнат луѓето, да се милуваат, затоа што со здравие и се истура вода, нели, да ни се вратиш и така натаму. Би кога да на училиште и правиме мајките некоја така, одиш на училиште за положиш, ти истура вода по тебе. А не е ли тоа заради тоа што се испеани од жените? Песни тоа се женски песни, така да речем. Па може, има и процент од тоа, да. И јас имам песни што се изразито женски текстови, а сме ги испеале ние пеачите, мислам, мажи, затоа што сум ги прифатил како нешто, како богатство од тоа место кое покажува што се случувало во времето на осаството на безбели, жената секој пат била што да збориме? Творец. Точно така. Зашто па главно процентот се повеќе машки. Машки сигурно. Па и ура се правеле, ама мажите биле и такви се и игрите сами по себе. Тврди. Да речеме тешкото е веќе таа карактеристика еден белег на еден товар на народот. И не случајно професорот Чучков Емануил кажа едно објаснување што е тоа шамичето што се предава од играч, од ороводецот, па му го дава на другиот, па на третиот, така. Тоа е оноа, бараме слобода, пренесуваме на генерации ова што се случува, го пренесуваме на генерации да се оди потаму и така напред. Да расте. Да, континуитет. Тоа не е, значи видиш, има символика, предавање на другиот, што иде по тебе. Тој по него и така натаму. И ако докажуваме историјата, и тоа е едно плюс, како го протолкувал народниот творец нештото, зошто се прави тоа. Не е случајно само жамиче или качување на тапан или ова. Се си има своји нешта зашто се прави тоа. Та кога сме кај песни, да се вратиме пак, јас ви направив некои. А кажавме за детството, нели? Да. После тој период? Види, со растањето, не сум пораснал многу, суша беше тоа, додеше вака физички, ама со растање со години, ние тука Вујко ми, тројца Вујковци, најмладиот не донесе одека во Скопје 31-та година. Мајка ми покојна, пак таа не можеше да поднесе климата, овдека имаше, сте слушале дека маларично беше Скопје. Блатијава беше све тука, комарци имаше многу и да дојдеш од 1350 метра на 250 овдека, значи голема разлика, тоа секој не може да поднесе. Така да се вративме, па 33-та па дојдевме овде и после останавме овдека и така натаму. Така да овдека веќе
како што реков, продолжи да учам училиште тука во Скопје и дружејќи се со момчиња од моја возраст и така натаму. Си беше присатно пеењето овомено онака, бевме раклија за тапан, за удиралки, од тие тапани што гледавме кај нас, тоа си е веќе те нешто велат старите те влече. И благодарение на тоа влечење, после ќе кажам, мислам кој ќе момент за тоа како стана Фита Панџија, да речеме. Али ова непосредно пред војната, јас пеев и почнав да свирам армоника негде 38 година, дури 40 година, непосредно пред војната, на еден мој постар, некоја година од мене, се женеше Доксим Огњановски. Тој од фамилијата што ја направија фабрика алкалоид на времето. Братјата негови постари, не, тоа е галичка фамилија, Софронија и Филип Огњановиќ, така се викаа во бивша Југославија. И денешна оваа, како се вика што прави паштети вамо во Војводина? Чока. Тоа е едно големо газинство имал тој Софронија таму. Не имал, него имаше до војната. И свирев колку што можев сега. Ја имам диетонска армоника се вика, влечеш еден тон вода, а враќаш доктор Сокопчиња беше тоа. И пеев на свадбата неколку песни. Тоа остана така во сеќавање на луѓето, така како се сеќавам и се памтиш никога, па ја некој пат кога ќе дојде празник, ќе му се јавам, Доксим се вика. Тој беше директор на времето во Стококоп. И ќе му честитам дека празник. Игравме иначе како деца фудбал заедно. Добро играше он фудбал и игравме пинг-понг и така натаму. Јас извесно време пробав и алкалоид, негде непосредно пред војната. Така да пак непосредно, пошто почна се непосредно пред војната, во Скопје постоеше културно-уметничко друштво ШАР во Крњево, кај што е сега домот на Македонската радио телевизија. Тој дел таму ревиот е Крњево. И од другата страна беше болницата, вамо беше болничка чета, покрај Вардар и така натаму. Тука правевме проби, јас тапан имаше джез таму, тоа ми беше повеќе и армоника почнав да свирам клавирска, да учам и така натаму. Така да со работа се постигнува. Се ние млади бевме сите, сакавме да постигнеме, дури почнавме да свириме матинеа и забави за време на 1941 година, есента, за време на окупацијата. Се разбира, добре дојдени бевме, бидејќи ние пари не баравме да се презентираме, да се докажеме. И забавите и матинејата, доколку беше дозволено до 12 навечер, во саботите можевме да свириме до 11 и 12 да се прибереме дома, иначе полицски час имаше така. И по таа линија растав ја негде во октомври 1941 година, 19-ката прескочи 1941, имаше слушање на пејачи да се јават во радиото. Радио Скопје беше направено 40-та година, на Свети Сава е пуштено. 40-та година старото радио, ако паметите кај што беше. Тука се јавив и на аудицијата ме примива и пеев. Едно 3-4 пати настапив, тирихме, нормално немаше тоа снимање, како што немаше ни до скоро и во оваа радио која бевме. И нешто почна да ми коригираат текстовите. Тие уредниците што беа од она да дојдеме од Бугарија. Тоа си беше нивна тенденција. Јас не бев не знам колку револуционерен, ама нешто не може да прифатам да го пеам сега дете мало таму, ми вика не така, вака и инаку. И некоја требаше да одам на отидев и така престанав да одам. После непосредно по војната во тоа културно-уметничко друштво, значи ШАР, настапував, па и по свадби свиревме, што реков, прескање другарчиња на постари од нас, да не чини пари, тоа го правевме од љубов и добро дојдени бевме и примени бевме многу убаво во друштвото, па и гостувавме во Кавадаци, па во Куманово во тоа време, тој вака подалеку не. И после војната, 45-та година јас бев во автобригада овде, автокоманда Шавикем, тука беше автобригадата. Се пријавив на
пак на аудиција во тогашното радио Скопје, тога беше Александар Линин, сте чуле, тој пишем кај вас тамо, и тој покојни Живко Фирфов. Тие ме сослуша, јас сам се сопродав со армоника, веќе дефинитивно бев пресно да можам да свирам со ме прифатива и тога имаше оркестар народен комбиниран од многу музичари, од војни бивши што биле музичари, и имаше чалгија. Настапував сам со овие песни што ги не биле што ви кажав преска. После на моја иницијатива ме прифатива еден мој драг, ден денеска сме си роднини, и тој е Матеа Марковски. Тој беше баритон еден, така, и роден во Тресонче, тоа е Западна Македонија, тамо под Лазарополе. А третиот беше сосем спротивниот правец на југот од Скопје, од Тито Белес, сегашен Белес, Петар Петрушевски Пеце. Направивме едно трио. Може се чуде, тогаш немаше како се прават записи. Ние пеевме, овие песни што ги пеев јас, ги направивме што одговара да може да ги пееме трио, во 2 гласа, негде 3 гласа, ама 2 гласа главно оно народно пеење. И бевме доста популарни во тоа време, и слушани, само радио, нормално, токаш имаше домет, а имаше една песна, Јас те пратив на вода Калино. Таа е песна од тогај, триото, Сариевски, Петрушевски, Марковски, така се викавме. И екзистиравме негде до 69-та година. Сега секој на свој позив што велиме си тргна. Овој мојов еден наш вака народен договор со велат, со тој Марковски многу се погаѓавме и во иста чета бевме, он беше помошник командир, ја бев старешина на четата, и така по таа линија бевме добри другари. Си рековме меѓу себе, кој прв ќе се жени, тој ќе му биде кум. Така ние, нашински, народачки тоа го рековме, и тоа стана вистина. Тој се жени 46 во август месец. Извине тоа што немала 1946, долго многу, па затоа мислиме на 46 година. Во август месец ја му бев кум и си станавме веќе роднини, нормално. А Пеце, мислам, пак беше со нас, така да 60 и... Пардон, 40, сгрешив, дека ми биде простено, 46-та, не е, така ли рече? 46-та, добро. 46-та година после демобилизувањето од аутобригада, јас заправо постоеше на културно-уметско друштво, може сте чуле, сигурно е запишано, Кузман Несировски Питу при поштите беше. При главната дирекција на поштите, изворено друштво беше тоа, стварно тоа. Али има една политика да се приберат кадрови кои имаат смисол, таленти. Ем служба да имаш, ем да бидеш во друштвото кој ти треба и така. Така бевме и Дочин, и јас, и Драгче Петрушевски, и други, уште сега да не ги набрам, Решат Тапанџијата што беше во Танец, Опедна Чичко Славе покојни, Зудлаџијата и тој беше во поштата прибран као чува тамо, ама главно Зудлата беше заедно. И ми имавме и хор тамо, и во хорот беа прибрани се таленти, извонредни таленти за пеење во хор, така да ми на некој начин во тоа време 46-47 година веќе сите награди што беа ги зимавме на некој начин, затоа се стварно тоа како професионално дошло. И да го повториме тоа квалитетот, тоа се формира 47 година Македонската опера во Скопје. Тие луѓе кои беа повеќето од хорот, отидоа во хорот како први луѓе кои беа прибрани, како шлифувани, како уиграни, како пеачи и го совладаа тој материјал, да речеме, од оперите, како прва беше оваа од Деон Кавало, како се викаше. А како е дојдено до формирање на Танец? Тоа ќе го кажам подоцна. Сакам да речам за оваа операва, Коровка отиде во овие луѓе што беа од поштата, ги прибраа во операта, одредени квалитети кои одговараа. И јас останав тука, па после отидов во радио.
перманентно со тоа си одев на програмата на радио, мислам. Отидов во радио, музичкото одделение и после Чашуле беше директор на Скопската Народен театар и опера што беше. На мое барање ме прифати радиото и се сложила во театарот да одам во хорот. Така да 48-49 сезоната бив во хорот на операта во Скопје, Македонската опера. Имав таа можност и среќа да го видам на изворен капацитет диригент супер Ловро Матачич. Сте чуле за тоа, тој направи навистина. Тој состав што постоеше, имавме тука музичари од Италија во времето од Тарасто до Вамонаму, зашто немавме ние таков кадар, али направи таква сценска, такво оперски да звучи и сето тоа што е нај. Така да Скопската опера доби, тој како беше дојден, сега не е важно во Скопје, беше донесен да помогне во оваа смисла и навистина кој што луѓето што беа како Скаловски и други успеава и тие да се изградат во смисла на тоа диригентство и се разбира со труд. Сакам да кажам дека една година бев една сезона таму и пак на моје барање се јавив во Танец. Танец е формиран 49 година во март месец, како што знаете. Поправо се викаше Државен ансамбл за народни игри и песни. После го доби името Танец. И веќе од пред мене беа едно 5-6 месеца постари тие што беа примени таленти во Танец. Тоа немавме ние образовани кадри во смисла на игри, на такви работи, се земаа само талентирани. Не е важно каде е, што е и така натаму, беа прибрани во Скопје, од Битола, од Битолско, Мирхисар таму имаше некој Шата го дава еднос на телевизија. И тој беше тука, кои беа други од Сопотница и така натаму, се таленти, значи, и играорци. И Јонче е тога дојден во Танец и Дончо покојни Ефтиновски, што беше и тој од Битола. И други имаше. Уште ме примија во октомври, 1 октомври 1949 година во Танец бев. До 58 година. Едно недоразбирање меѓу мене и управата таму, не е важно. И добро што од една страна Танец го сакав многу, а од друга страна добро што изгледав, па имав поширок диапазон за овде, онде да одам и така. Ама да кажам, демек, што ме привлече во Танец, јас орото го сакав како дете, а за удиралките да не збориме. Ми помогна луѓето во Танец, од Дојчин, од сите тие натаму што Чичко Славе го спомнав, Решат и така натаму, кои исклучиво беа професионални тапанџи и зугладжи, да го совладам тапанот. И за среќа моја, безбели, тука е се фактори, реков луѓето, може и да не ме пратат мене во Ланголен, ама јас бев во Ланголен. 9 играорци од тешкото, 20 зурладжи, оригинални зурладжи од семејството Мајовци од Дебар и јас тапанџи. И тоа ќе го манифестираме тука сега со овие работи што имам тука фотографии некои, ќе може да се види дека и на емблемот на Танец таму стои Чичко Славе зурладжи, јас сум на тапанот со лева рака. Се работам со десна и па никога зимам, ако ќе со лева, со десна зимам. Интересно, рачката ја чукам со лева рака, а прачката во десна. А тоа за среќа пак се покажува и во пракса дека ороводецот кога се качува на тапан, овој мора да го врти грбот, да го врти грбот на публиката, тапанџијата, затоа што удара со десна рака. А ја бидејќи со лева и онда доаѓам во овој паркур, како што рековте преска, седни овде, за да можеме да те фатиме и тебе и него, тоа го кажува камерата, всушност. Кога сме веќе кај ова, да кажам дека јас бев и вокален солист во Танец, играв, ќе видите фотографии, во одредени игри кои одговараа на мојата физичка конструкција, да. Да речеме чучекот, па копачката, па кои беа табо 3-4 игри во кои можев да играм. Јас сакав да играм, го чувствував ритмот, тука нема дискусија, нема што да безбели луѓето што беа повеќе верзирани на некои ора од Скопско, Атанас Коларовски, да речеме, и
така натаму може да придонесат по смисла за формирање на одредена физиономија, кога го правиш нештото, да не бидеш вака онака и така натаму. Меѓутоа, со самото тоа, јас бидејќи свирев хармоника, ние први бевме Зурли Тапани, тоа беше почетокот на танец. Беше кларнетист еден од Велес по потекло, Еминовски, добар кларнетиста, и Зурла свиреше, али кларнетот му беше неглавно чалгиски оној. Со време, хармоника внесовме со болка, демек не го прифаќа, а во срцето хармониката не ја прифаќа како инструмент, ни Фирфов, ни покојни Рафе Жиковски сте чуле, нали, од Азрополе, тој беше еден од луѓето кои можеа да помогнат во смисол на совладување на тешкото начинот и така натаму, макар да дојчим беше еден талент. Во секој профил се раѓа некој талент, можеме ние 5 души, а во нас е по истата професија, ама по-талентирање. Тоа е уродено во човекот. Една изворена фигура, еден изворен став, едно оро кое оној ден кога правевме муавет, нели спомна за Симо, што играше Беранчето, кој вели, речеше вака, тој што рака да ти покрие овие вамо. Среќаш во орото има едно било кое чука тука, од тука се игра, не се игра механички, ние гледаме денески и механички играат некои, од што треба да го игра. Не да не може, ама да се помине. Затоа правиме, кога се прават надпревари, се цени и ставот, и ногата, како ја дига, што прави, колку се врти, како се врти и така натаму. Сето тоа говори за еден квалитет, за едно доживување во даден момент, затоа што ако, кога сме кај орото, ако играорецот не се внесе во орото што го игра, тој што го гледа одаму не може да го доживее. Сигурно и ќе знае дека тоа не е квалитет. Али ако е распеан, ние велиме, иако не пее, тој игра, ама распеано, значи, целиот е ангажиран во тоа и во тоа се и добива и аплауз и така натаму. Да дојдеме на овој момент на тешкото. Кога отидевме во Англија 1950 година во јули месец, се одржува секоја година традиционално се одржувал тој фестивал, светски. И за наша среќа беше да води дел од танец. Сега, од 70 души ми е 50 не бевме играорци. Играчи женски и машки, и инструменталисти. Ја реков дека ми се даде мене можност да одам со таа група во Ланголен. И тука не може, ја затоа реков преска, кога би ова сега што го правиме, го имале тогаш барем со една филмска камера или фотокамера да го имаме тоа сега како, дали, дека таму било право место и така натаму, тоа е уште едно плюс големо. За жал, некои не размислија тоа како што треба, а ние дел од овој на танец што бевме 9 души играорци и јас 10 од танец и 20 од дебар, а другиот дел на танец беше, имаше средба на сонародници наши во тоа време во Охрид, некаков конгрес и тоа и таму настапуваат тие игри. Може си представите сега каква одговорност беше нашата, што патувавме таму, кој ти гарантира дека ќе успееш или не ќе успееш. Тоа е релативна работа и нормално. Шпанија, Англија, Одеса и така од многу земји, значи не знам сега да ги набројуваме на чудо. Се беше по чатори. Ланголен е 450 км на север од накај Ирска. Натаму Рил и така натаму е оддалечено, со автобуси од Лондона девме до Ланголен, бевме сместени во приватни семејства, приватни куќи, нема таму хотел, таков во тоа место, и бевме прифатени многу убаво, значи, као да сме биле, не знам колку, толку топло не примила, значи не можам и сега да го заборавам тоа, и не се заборава. Бидејќи не знаевме јазик, знаевме thank you, и чолку те хајде, да, така е. И јас мислам онеј пат кога правевме разговор со Тања за тоа, за појадокот кој беше правеше тоа, да.
Сакам да кажам дека беше се под шатори. Да извините, од тоалети, од ресторани, од се под шатор. Тоа се прави за една недела и се дига од таму од пољаната. Готово. 12.000 души собираше шаторот со публика. Естрадата, што беше изградена не многу висока, пониско од ова, собираше да ги собереш 300 души да застанат на неа. Може да си представиш што е Сцената. Сцената, да. Сега играа пред нас и шпанците. Шпанците сите 3 години пред тоа ги земале првите места. Просто тргано, растргано, со тоа кастонети, чуда, маки, знаеш, она една динамика, едно таков ритам, кој што плени вака, чисто да се разположиш и така натаму. Иначе, некој од Југославија бевме ние од ансамблот за народни игри и песни, да не велиме танец, не се викаше тога танец, државен ансамбл се викаше. 12 души, покојни професор Чучков, и пред нас беше Георги Македонски балетанот, појден таму, мислам да гледа. И не знам уште кој беа, не беа со нас, мислам пред нас беа појдени. Ние сега, Ладо, сегашно Ладо што беше во Хрватска, порано се викаше Јожев Влаховиќ, културно-уметничко друштво беше, затоа што прво е формирано коло во Белград, па после танец, па 50 година Ладо. И тоа културно-уметничко друштво Јожев Влаховиќ беше комплет. Единствен фрулаш не е Сава Елемич, други Ѓорѓевиќ некој беше, стар вака човек релативно во тоа време, од Белград. Ништо друго. Тоа бевме таа југословенска група. Сад да се вратам на ова на естрада која реков ја размислив на сцената, да. Замислете се вие, Ладо која настапи, односно Јожев Влаховиќ, беа 45 души, професорот Звонко Леваковиќ беше нивни коreograf, строг човек, кој го познава нивниот фолклор, поготово, тоа беше се нај. Славонија, ова Посавина и така натаму, сите тие игри што ги играа они, со носи, со одветни и така натаму, минен колоритет, убаво. Сега дојде време да настапи мене пред нас шпанците настапија, ломеден, публика, лупа таму. Представете се, треба да излеземе на сцена, на таа, да, како кибрид да си фрлил некој на, од некаде го гледаш од перспектива, ќе видиш кибридот, таму и што сега, 9 души игралци, ние тројца, зурли и тапа. Се загинавме на тоа сцената, ако земеме вака, спрема оваа маса што настапува пред нас. И ние имавме се договорено, прво да почне лесното. Рано, ти, таму, малку да се раздвижат нозете на играчите, знаеш, еден полукруг. И после почнеме тешкото. Сега реков за одговорноста. Ние веќе имавме двојака одговорност. Прво што сме таму, што ќе стане со нас. А второ што оние што се во Охрид ќе речат, епа го пративте Петко, што ме пративте мене и ќе беше друго. Нормално размислување на луѓето да мислат така, секој сака да отиде и така натаму. И мислам дека оној пат спомнавме во тој разговор со Дојчин кој имавме. Дојде моментот кога треба да се качи на тапан. Го гледам него блед, како ова плоча, жол, и јас си представував како сум, и прачката вака ми идеа. Точно. Знаеш, имавме едно сознание дека луѓето што не гледаат, не го разбираат фолклорот. Може да има 10 души, 15, кој од амбасада, кој од ова, од она, или некој наш затекнат таму, да речеме дојден да знае нешто што е ова, инаку. Таа масата што беше, кој ќе те знае тешкото, па тешка игра не е, да сега да речеме да играш Црногорка и што ја знам овие сплетови што ги има сега, ќе игра па да не една шаренило, една шармантност, една такво, ние имаме сериозна игра. Се качи на тапанот и ја како ме гледа, оно дозгора ми кам баци ме. Дојче ме гледа и си вика, будела е. Тоа не е ни предвидено, нито е по концепција, ни по ништо баци ме. Едно време се наведа ме баци. Да ви кажам, вие деца сте за мене. Кога се разведрија, сега јас се разведрувам. Играчи, како ги гледам ја, од Дојчи до 9-тиот таму, Блаже беше Велевски. Оној, знаеш, таму се беше. Како што се смешкаш ти сега и Мирко.
Значи, го изиграва тешкото. Никој пат чинам дека така не се изиграл. Сега, кога заврши играта, аплауз, еден конвенционален, оној што е нормално, културен свет, аплаудира, ама не е тоа, мислам да се направи некој тако френетичен аплауз. Пристојно беше од таа маса да го примиме тоа аплаузниот збор. И заврши тоа церемонија, ние излеговме, кој се растуривме на некој начин по ресторани. Тама па имаше, не ги спомна понепа сендвичиња со Макдоналдс со патличани, со за нас не сватливо сендвич, се дома ти си јадеш така, си јадат луѓето. И го прифативме тоа, нормално, мислам, и се навикнавме на некој начин. А и млади, гладни, сакаш да каснеш. Се растуривме налево надесно, остана вамо упорни, така, покојни Емануил Чучков, професорот, и Цветко Мицевски на родировците. И од амбасадата, вториот секретар, не важно сега кој беше, од амбасадата беше остави заради јазикот. И Чучков знаеше француски, он беше студирал во Франција. А за жал, англичаните, иако ниеден нема школован човек од него Франк да не знае француски. Мора да го учи на времето. Не ќе да збори француски. И овој кажа, пух, вака му сметаше тоа на Чучков, ти не знаеше право на англиски и така натаму. Не е важно сега ова, ние отидовме таму, не разочарани, ама во една атмосфера таква си, кога која слушаме зборот за Шпанија, за ова, за онова. И едно време, еден период, па да не претераме едно 15 минути, сигурно збореше тој професор Кенеди од тоа жири комисијата што беше таму. За динамика, за пластика, за не знам што, тоа, тие овие некои зборчиња што ги знаеме, ги слушаме. Станувало збор за давање имаме 100 поена. Да имавме 200 и 200 ќе ги дадевме. Повеќе не можеме да дадеме 100, а тоа е за групата Тешкото од Македонија, Југославија. И за може сега се возбудувам. Може да си замислите вие едно 50 метра тамо далеко, нели озвучено тоа се слуша, разглас има. Кога Чучков го фрли таа манту има се преку рака да се срежа таму, фрла деца ми. Пак не го фрли таму и ја. Ова е рефлексно, видиш како се случува. Вие не знаете како не можам сега да се осознам како се чувствувавме кога се растрчавме после сите ние деца, ние сме први, замисли. Ти го толкав конгломерат од овие држави, една маса, 100 можни поени, значи 200, така го рекол, тој така стои во документот, дека да имавме 200, ќе ги даевме 200. Тоа е елеганција, пластика, динамика, движење, израз и така натаму, тоа беше. И сега, до тога и никој не знаеше нас, тука во таа маса. Кога опнаа да идат да прават аутограми да бараат, например, полицијата кордон направи. Зашто знајте, ќе те збутнат, ќе те надат. Па имаше еден од тие нашите одзирваџиите, му вика на дојчин, точно со овие зборови. Тоа се доживена анегдота, може да биде неписмен човек од Чопи. Дојчин што направи, веш краба е тамо што било, ти многу знаеш тој. Ме сваќаш, мислам, и тоа е една атмосфера, едно смеење, едно расположение. Преч крапни нешто што било, тој многу знаеш што сум се потпишал таму. Ова е сега, меѓу нас биде речено, неписмен човек, имаме неписмени са, не ни чудо тоа. Меѓутоа, што направа сега со овие зборови? А вие не знаете што беше, како се осозна тој свет од тие 12.000 души, ако не дојдеме на 3.000 души да ни барат аутограми, И тоа е кај нив англичаните се тие, имаат една традиција, тоа е кај нив уходано од векот. Тоа што е невекведното, што кажа тој таму, за нив е тоа важно. Професорот, тој што бил таму, председател на комисијата, жири, сето жири од А до Ш, не знам колку души, многу големо жири тоа. Не знам колку бројчано може да пише негде во овие документи на Танец, за да се усогласи, значи нема тука, идеме долу, него од 1 до 100. Тоа беше и тие го правеле и други години, после нашето
освојување на првото место со ансамблот од културно-уметничко друштво, како што бевме дојдени во Англија, од Јорđe Влаховиќ и фрулашот тој Ѓорѓевиќ, бевме гости скоро месец дена по Англија. Прваците, а овие добива 96 поена, Јорđe Влаховиќ, и гостувавме низ Англија 25-6 дена. 20 и неколку дена, всушност, по разни градови, така да нескромно е, али е вака да се каже, и тоа што рече оној пат дочин во разговорот. Кај беше во некој град, не го изигравме тешкото како што нешто се случи, не е важно, луѓе сме, од кафе месо што велат. Не е тоа, од и самите ние знаеме, ја ако пеам некој пак ти дојде некој да ми рече многу убаво беше, знам ја кога е убаво, кога не е убаво, сега тоа го прави некој од куриозитет, некој толку си сака, ме сака и така натаму, така да и такви работи се случуваат. И тоа е нормално, во тоа е и нештото да го повторам, да го потврдам нештото по снимањето јас работев како продуцент, ако скокам, простете од ова, ама тоа се тие работи кои се присатни за РТВ на времето, за ова подрачје за снимање на пејачи, инструментални состави и така натаму. И уредникот ми вели, јас морав да водам сметка одадоше да биде се цакум пакум. Со овие зборови ми вика, Ацо, тоа се живи луѓе. Важно да не оди, ако е, простете, во оваа терминологија на музиката има Г-дур, F-дур, физ-дур и така натаму, да е во Г-дур,